Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Ученици и млади од 16 години ќе работат во хотелско-гостителскиот сектор оваа сезона. Градоначалникот Пецаков ги слушна проблемите и плановите на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца. Промовирана монографија за Марко Печиновски, Одисеја 2022. Маратонците од Охрид трчат викендов ќе учествуваат на Белградскиот маратон. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид времето облачно со повремени сончеви периоди. Ветровито и свежо со измерена максимална дневна температура од 13 степени во текот на ноќта кон четврток, умерено облачно и свежо време. Утре над северозападна Европа, над Алпите и локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност и топло време. Во четврток над Балканскиот полуостров претежно сончево време со локална облачност. Потопло со пораст на температурите. Локално во северните, југозападните и на крајниот исток нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 14 до 20 степени. Во Македонија во четврток денот започнува со посвежо утро, благ пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од 0 до 8 степени. Во текот на денот сончево со локална облачност и потопло време. Попладне во северозападните, западните и југозападните делови нестабилно со врнежи од дожд, ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија од 12 до 21 степени Целзиусов. Во Охрид во четврток умерено облачно време со сончеви периоди, попладне нестабилно со врнежи од дожд. Минималната температура 3 степени, а дневната 15. Во петок сончево време со локална облачност и потопло, со дневна температура до 17 степени. Во сабота претпладне умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Минималната 4, дневната 14 степени. Во недела не очекува умерено облачно време. Ке има сончеви периоди, а дневната температура ќе достигне 15 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Витаминка. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Витаминка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Ученици и млади од 16 години ќе го заменат стручниот кадар во хотелско-гостителскиот сектор, кој масовно заминува на сезонска работа во странство. Во туристичкиот сектор лани беа ангажирани млади, кои докажаа дека може да одговараат на зададените работни задачи. Во однос на увозот на работна сила од странски земји, Хотам смета дека ќе помогне за пополнување на испразнетите работни места во повеќето сектори. На стартот на сезоната туристичкиот сектор бара начини за пополнување на недостигот на стручниот кадар.
на испразнетите места од вработените кои масовно заминуваат на сезонска работа во странство и ова лето сезонски ќе се ангажираат ученици млади од 16 години кои лани докажаа дека можат да одговорат на зададените работни задачи. На еден искусен вработен во секторот може да му помагаат двајца млади помошници и пак да се постигне квалитетна услуга во хотелско-угостителскиот сектор, велат од Хотам. И бевме позитивно изненадени од нив, дека многу добро изработија и сакаат да слушаат и сакаат да напредуваат. Значи, еден убав поттик се направи, каде што се уваат поново, нели кажуваат кој кога ќе завршува со школата и дека би сакале поново да се вклучат нели во тие летни месеци да изработат сезонава. Во однос на увозот на работна сила од странски земји, Хотелската асоциација смета дека тоа ќе помогне за пополнување на испразнетите работни места во повеќето сектори. Во некои од секторите ќе може, пошто денеска сите зборуваат англиски и така работи 30-40% од Турција, каде што имаме еден поголем број на вработени кои нели се од други држави, не се од Турција и работат во нивните објекти. Така да нешто слично би можело и овдека да се примени. Хотам од минатата година бара увоз на работна сила од странски земји. Велат туризмот е гранка која не познава граници. Во оваа индустрија, во сите земји во светот се ангажираат странци. Градоначалникот Кирил Пецаков денес во посета на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца. Ги слуша нивните проблеми и барања и вети дека во рамките на можностите ќе помогне во подигнување на квалитетот на животот на оваа група граѓани кои се интегрален дел од нашата мала заедница. Наскоро, кажа Пецаков, треба да се потпише и надополни меморандумот за соработка меѓу општина Охрид и Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца. Прашањето за собственоста на објектот во кој е сместено Сдруженијето, кој Сдруженијето времено го користи, тековните предизвици со кои се среќаваат пензионерите од Охрид и Дебрца, соработката со локалната власт, како и реализацијата на голем број активности планирани во периодов кој предстои, тема на денешната посета на градоначалникот Кирил Пецаков на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца. Оваа група на наши сограѓани се важен и интегрален дел од нашата мала заедница, истакна градоначалникот Пецаков. Тој кажа дека ќе се потпише и продолжи меморандумот за соработка меѓу општина Охрид и Сдруженијето и дека ќе се интензивираат средбите меѓу представниците од локалната и Сдруженијето на пензионери, со цел локалната да види каде ќе може да помогне како во решавањето на тековните проблеми, така и во реализацијата на планираните активности на Сдруженијето. Во одредени работи му е потребна поддршка, односно соработка помеѓу институции и како што е општина Охрид и Сдруженијето на пензионери, се надеваме само на напредок во нашите односи и поддршка се каде онаму каде што е наша страна возможно. Најбитната е работа дека ме информираа дека завршиле сега со избори кои што ги имале тековно, ги оформиле телата, се договоривме на нареден состанок кој што ќе се одржи во потесен круг во потесното раководство на Сдруженијето на пензионерите заедно со представници на општина Охрид ќе поразговараме за меморандума за соработка, односно продолжување на меморандумот за соработка, каде што ќе ги регулираме односите помеѓу двете институции за соработка. Председателот на Сдруженијето Ѓорги Трпчевски емотивно се заблагодари за посетата и заложбата која градоначалникот Пецаков ја покажа во насока на подобрувањето на квалитетот на животот на повеќе од 11.000 пензионери. Благодарение на разбирањето на сегашниот градоначалник кој што не удостои за нашите активности што ги имаме и го информиравме во врска со изборите кои што не ни беа, имаше одредени проблеми, меѓутоа ги надминавме и сега го запознавме, избравне нови органи на Сдруженијето и сега со нови сили ќе настапиме. Градоначалникот ни даде обеќање дека навистина е на наша страна и ќе помогне све во можност, во границите на неговите можности. На средбата стана збори за потребата од дом за стари лица во југозападниот плански регион, а градоначалникот ги информира докаде се активностите за изградба на домот кој се гради во Охрид преку јавно-приватно партнерство.
Пецаков каже дека домот ќе биде ставен во функција за периодот околу една година и тој се надева дека локалната ќе може да изнајде средства за да субвенционира мала група пензионери со мали примања да предстојуваат во домот преку средства од хуманитарните паркензи. Раководството на пензионерите го повика градоначалникот да биде покровител на предстојниот голем настан, посветен на одбележување на 20 јуни, денот на Сдруженијето на пензионерите на Охрид и Дебрца. Општинската организација на Црвен крст Охрид распиша конкурс за обука на негователи за помош и нега на стари лица и лица со попреченост врз основа на верификација на посебна програма на Центарот за образование на возрастни и решението од страна на Министерството за образование и наука. Сите заинтересирани лица од општините Охрид и Дебрца кои сакаат да ја следат обуката и да се стекнат со сертификат, можат да се пријават на овој конкурс кој ќе трае во периодот од 19 април до 5 мај годинава. За условите кои треба да ги исполнуваат кандидатите, барањата и критериумите, заинтересираните може да се информираат во Црвен крст Охрид. Кандидатите по успешно завршената обука се стекнуваат со признат високообразовен сертификат за негувател или негувателка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост, што отвара можност да бидат ангажирани како негуватели во нега Центарот на Црвен крст Охрид, потенцираат од општинската организација. Промовирана монографија за Марко Пејчиновски, Одисеја 2022. Во книгата е представен подвигот на Марко летото 2022 година, кога преплива над 250 километри во Охридското езеро, преку фотографии и официјални сертификати, со кои беше ратификувано секое од маратонските пливања. Во монографијата се пренесени и видувањата на сите кои, секој на свој начин беа дел и сведочеа за подвизите на Марко. Несекојдневните подвизи кои Марко Пејчиновски ги реализира летото 2022 година, оставајќи свој траен белег во историјата на Охрид и Охридското езеро, се поместени во монографијата Одисеја 2022. Неговиот успех преку фотографии, официјални сертификати со кои беше ратификувано секој од пливањата, како и видување на сите оние кои секој на свој начин беа дел и сведочеа за подвизите на Марко, се представени на 90 на страници. Првичната замисла била 10 сертификати кои на Марко му ги додели Светската асоциација за пливање на отворени води ВОВСА, ратификувајќи ги сите препливувања како успешно реализирани според нивните прецизно поставени критериуми да бидат дел од еден единствен уникатен албум кој би останал во кругот на семејството. Но со текот на времето таа замисла се проширила, со идеја покрај сертификатите да бидат вметнати и фотографии кои ќе сведочат за секој од пливањата, како и со изјавите на Марко и официјалните наблюдувачи преку нивните впечатоци за тоа како го доживеале секој од нив. На вчерашната промоција охриѓани во рацете држаа хронологија на признанија, фотозаписи и впечатоци за Марко Пејчиновски, младото момче кое сакајќи само да плива и даде второ име на храброста. Историчарот и архивист Никола Митровиќ Бабе, представувајќи ја книгата, кажа дека Одисеја го опишува херојството на Марко низ далгите кои што живот значат. Навистина трепери срцето, трепери гласот, се тресат рацете кога треба да се презентира едно дело во кое што се укажуваат надчовечки напори, а произлегуваат од нашиот Марко. Знаете, кога го перцепирате ова дело, можете да го поделите на два дела. Едниот дел е она што навистина представува спортски потфат, надчовечки потфат кој го прави Марко во текот на неговото делување и препливување на Охридското езеро. Тоа не е мала работа, меѓутоа, отприлика за неговите потфати и спортски настани сите помалку знаеме. Меѓутоа, вториот акцент на оваа книга е доста значаен, а тоа е филозофијата на животот. Кога ќе ги читате меѓу редови напишаните убави зборови од неговиот родител, ќе сватите дека всушност Марко, припливувајќи го Охридското езеро, со секој завеслај, тој укажува на еден копнеж. Со секое вдишување на воздух, тој се надева дека ќе ја направи и ова препрека надминлива. Марко во своето кратко обраќање пред присутните се заблагодари на својот тим за поддршката и упати порака до сите кои ги следеа неговите подвизи. Ова е монографија да инспирација за сите. Сите да веруваат во своите способности и да го доживеат своите успеси.
Во 2022 година на 12 јуни на 16 годишна возраст Марко започна со препливување на Охридското езеро во вкупна должина на водените патеки од 186,43 километри. Од 27 август и финиш на 28 август за 21 час 41 минута и 48 секунди Марко мина 63,84 километри триаголно пливање во Охридското езеро од Охрид до Струга до манастирот Свети Наум и назад до Охрид. Со тоа, заедно со претходните препливувања, Марко исплива 250,27 километри. Охридските маратонци од Охрид трчат предстојниот викенд ќе учествуваат на Белградскиот маратон. Целта е културно и спортско сплотување на двата народи. Таму ќе се представат 50 тркачи од Охрид, а на засебен штанд на Белград Експо ќе се промовира градот Охрид. Иницијативата е под покровителство на почесниот конзулат на Република Србија во Охрид. На иницијатива на почесниот конзул на Република Србија во Охрид, 50 маратонци од Охрид трчат ке бидат дел од Белградскиот маратон. За охридските тркачи конзулатот обезбеди 50 ноќевања за 2 денови и превоз. Спортската манифестација се одржува овој викенд, а целта е културно и спортско сплотување на двата народи. Тоа ќе придонесе и за посебна кохезија и поврзување на двете значајни спортски манифестации. Овие работи се една најбитна спона меѓу народите за заедничко дружење, а тоа ќе роди и еден посебен плод на сите година, како и економијата, а и секако на иницијатива од општините Охрид и град Белград ќе се склучи и уште едно поблиско поврзување со тоа што ќе работиме на побратимување, со тоа да станеме стратешки партнери по сферата на туризмот, економијата и секако нашите традиционални идеални односи кои се створија низ овие векови и се докажа, а во иднина ќе бидат уште потврсти. Спортот ги урива границите и ги сближува народите. Присуството на охридските маратонци на Белградскиот маратон ќе биде почеток за подлабока соработка во иднина, велат од Охрид трчат. Јас верувам дека ова ќе е почеток на една долгорочна соработка, која што со тек на време, не само преку нашето учество во Белград, него и преку учеството на белграѓани и на србите од цела Србија, значи на Охрид трчат и на сите спортски манифестации во Охрид кои што ги одржуваме, ќе ја збогатиме нашата соработка и со тек на време ќе изградиме едно стварно убаво пријателство кое што ќе биде на бенефит на двете држави. На трките од 10 км и од 21 км ќе имаме наши учесници и на рекреативната трка од 2,7 км. Така да престојниот викенд од 20 до 23 април охријани ќе се дел од Белградски маратон, како што каже Иван, над 10.000 учесници, односно ова е рекорден број на учесници на Белград маратон и ќе ни биде чест и задоволство да го испромовираме не само Охрид трчат, воопшто и Охрид и Македонија на овој Белградски маратон и оваа соработка да ќе продолжи во иднина со цел белградските тркачи, српските тркачи да бидат учесници и на Охрид трчат, меѓутоа и на сите спортски манифестации кои што се одржуваат во Охрид. На Белградскиот маратон ќе има и експо саем, каде ќе се промовираат трките од целиот регион. На него се очекува да продефилираат повеќе од 20.000 посетители, а Охрид трчат со брендиран штанд ќе го промовира градот Охрид со цел да се привлекуваат што повеќе туристи. Во продолжение следуваат и вестите од светот. Пожар избувна во болница во Пекинг, при што загинаа најмалку 29 лица. На видеата кои се појавија на социјалните мрежи може да се забележи како излегува чад од неколку болнички прозори и како луѓето се обидуваат да побегнат од огнената стихија. Некои се качиле на надворешната страна на зградата и на клима уредите. Едно лице направило јаже од постелнина за да се спушти од прозорот, а друго скокнало од подот до долна тераса. Тоа е еден од најсмртоносните пожари во Пекинг во последните години. Властите покрена истрага во врска со инцидентот, веќе се уапсени 12 лица.
Еден човек загина, 6 се повредени при уривање на катна гаража на Менхетен во Њујорк, а надлежните стравуваат дека има луѓе заробени под урнатините. Уривањето на зградата е во финансискиот кварт во долниот дел на Менхетен на неколку блока од градското собрание и Бруклинскиот мост во непосредна близина на Њујоршката берза. За сега не се знае колку луѓе е имало во трикатната зграда во моментот на несреќата. Поради нестабилноста на објектот, пожарникарите се повлекоа, спасувачките екипи ги пребаруваат урнатините со кучиња, дронови и роботи, бидејќи постои опасност од натамошно уривање. Руското министерство за надворешни работи ги повика амбасадорите на САД, Канада и Велика Британија под образложение дека се мешале во внатрешните работи на земјата. Потегот на руското МНР е поттикнат од коментарите на дипломатските представници на трите западни земји во однос на казната изречена на рускиот опозицијски активист Владимир Карамурза, кој во понеделникот беше осуден за предавство и клевета на армијата. Московскиот суд го осуди Карамурза, кој има двојно руско и британско државјанство, на 25 години затвор. Трите амбасадорки Лин Трейси од САД, Дебора Бронет од Британија и Алисон Леклер од Канада јавно прочитаа заедничка изјава во која критикуваат пресудата на судот и повикаа наитно ослободување на Карамурза. Во соопштението понатаму се вели дека Русија ќе спречи секаков обид за испречување меѓу различни делови од руското општество, додавајќи дека секој представник на странска амбасада кој ќе ја користи својата дипломатска позиција за такви нарушувачки активности ќе биде протеран од Русија. Индија е на пат да стане најнаселената земја во светот и да ја престигне Кина со речиси 3 милиони луѓе повеќе во средината на оваа година, покажаа податоците објавени од Обединетите нации. Демографските податоци од Фондот за население на Обединетите нации УНФПА извештај за состојбата на светското население 2023 проценуваат дека населението на Индија е 1 милиарда 4286 милиони наспроти 1 милиарда 4257 милиони во Кина. САД се трети со процената популација од 340 милиони, покажаа податоците достапни заклучно со февруари годинава, се вели во извештајот. Експертите за население кои користат претходни податоци од Обединетите нации предвидуваат дека Индија ќе ја престигне Кина овој месец. Но во последниот извештај на глобалното тело не е наведен датум кога ќе се случи промената. Иако Индија и Кина ќе сочинуваат повеќе од 1/3 од проценетата глобална популација од 8 милиарди 45 илјади, растот на населението во двата азиски гиганти забавува со многу побрзо темпо во Кина отколку во Индија. Тука е и крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.